Добре дојдовте, господје. Добро ве најдов, сине. Како е? Господје, господје Инџи не зборува со никого. Само онака зјаба во таванот. Но добро е што дојдовте. Може би повторно ќе проживее. Отвори ја вратата, сине. Бог да го прости, Керко. Ти да си жива, Божја волја. Јас не сакам веќе да живеам. Не вели така, Керко. Ти имаш уште едно дете. За него, иако знам дека многу патиш, треба да се стрпиш, да оздравиш, да ја заборавиш тагата и да живееш само за детето. Секој не може да биде јак колку вас. Бидејќи секој не го поседува тоа што го поседувате вие. Татко Омер, Полат. Они се од тие ретки луѓе кои секоја жена би сакала да ги има покрај себе и да им верува. Керко, Господ знае, а и ти многу добро знаеш. Не сакав да бидеш дел од семејството. Бидејќи мислев дека не ке можеш да се прилагодиш на семејството и не заслужуваш. Тоа секогаш го чувствував. Многу ме болеше, но не сакав да се разделам од вас. Добро што не сакаше, Керко. Благодарение на тебе научив нешто. Дека луѓето може да се сменат и дека не треба да имаш предрасуди спрема нив. Дали ќе го има Полат во твојот живот? Тоа не можам да го знам. Ама додека ние сме живи, Керко, нашата врата ти е секогаш отворена за тебе. Татко ти Омер и јас секогаш ќе постоиме во твојот живот. Спремна сум, господине Хусно, кога ќе излезам од болница? Поплатно ќе излезете, господје. Имам наредба од Полат. Лично да ве однесам на некое сигурно место и таму да ве оставам. Ви благодарам. Господје Дилиџе, не сум расположен. Што се случи, господине Хусно? Не можам да ви објаснам 2 недели колку стресови доживеав тука, господје. Колку работа средувам, но немам никакво напредување. Ни подобрување, ни ништо во работава, ништо. Немам подобрување ни во животот. Не грижете се, господин Хусно. Ке поминат овие денови. Господје Дилиџе, помогнете ми да го најдам изет. Од каде да знам и јас, господине? Да знаев ке му кажев на Полот. Не сваќате, многу ми е битно, господје. Овој нечесник го уби детето на господин Полат. Сега сакам да го фатам тој нечесник. Ако го најдам тој човек, сигурно ќе добијам унапредување, господје. Ве молам. Го уби детето на Полот? Бате, го најдовме местото на мете. Таму многу било тешко да се влезе. Ние некогаш сме завршиле некоја лесна работа. Бате, знаеш дека Мете контактира со сите? Што ќе го прашаш човекот? Баки, јас сум транспарентен. Не можам да живеам ако не е се транспарентно. Треба да дознам дали Мете навистина ве најде. Или е тоа некој од неговите игри и стапици за да ме фати мене.
си дошла? Не ли си слободна? Не можев да седам дома, Бирсан. Излегов. Не знаев каде да одам. Дојдов кај тебе. Што бреш кај мене, Лила? Треба да бидеш покрај Полат. Не сакам да ме гледа како причина поради која умрело детето. Ми се чини дека некој ќе ми рече: Пола, да не беше таа вечер со тебе, бебето немаше да умре, така ли е? И да е така, треба да одиш. Стани. Заедно ќе одиме. И јас треба исто така да изразам сочувство. А во болница одиме или дома? Што има врска болницата? Инđe во болница, под контрола е. А Полат е дома. А кај кого прв ќе изразиме сочувство? Прва ќе одиме во болница, а потоа дома. Да, не ја вознемириме жената во болница. Дома да одиме. Оди, белјо моја. На пат ќе одлучиме. Джемал, каде е детето? Благодарение на тебе умре, бе. Уби детето, нели? Многу ќе ми платиш за ова. Слушај, ти психопат си станал, бе, човек. Што те интересира тебе туѓо дете? Да немаме работа со милиарди долари, сега ќе те убие. Прибери се. Еден месец ќе плаќаш. Собери си ги луѓето да ги собират парите од пазарот. Ти умре, Джемал. Јас не ги давам парите на мртвите. Не ме нервирај, бе. Ќе му се јавам на Пола Талендер и на него ќе те предадам. И ќе те фрли на пучињата, да те изедат, Теркан. Донесете му еден телефон. Нека им се јави на луѓето. Има да се... Нечестникот Давуд ќе не искористи нас. Давуд не е силен како порано. Треба да го средиме. Инаку тој ќе не среди. За да го средиме Давуд, треба некој да му пресуди нему. Порано на сите вие им пресудувавте, господине. Што се смени? Давуд си има своји газди. Ако му пресудиме без да се договориме со нив, ќе имаме многу проблеми. А и скоро му умре внучето. Остави малку нека пати. И за убаво го средил Полат. Што планирате да направите? И зад него суреди Полат. Самиот си ја бара смртта. Наскоро самиот ќе ни дојде. Ке се судриме со Полат Алемдар? Не, како и да е Полат ќе го убие Изет. Полат ќе го земе лешот на Изет, а ние наследството. Зошто Полат е тажен? Бидејќи му почина детето душа. Јас не сваќам, тато. Возрастни луѓе сме, но се уште не можеме да се воздржиме да не плачеме. Чедо, овие се работи кои погрешно не подучиле. Нашиот пророк, кога го погребал своето дете Касим, не се воздржал од плачење. Пророк? Исто како тебе прашале ме мати. Пророку, знаеш дека оди во рајот, зошто плачеш? Нашиот пророк рекол и јас сум човек. Нашиот пророк е величествен. Неговото човештво е на највисоко врвно ниво, посебно добронамерноста. Но за жал, муслиманите со погрешни информации биле запоставени од љубовта спрема децата. Мојот татко ниту еден ден не ме погали, за да не речат луѓето нешто. Покојниот ги измешал верата и обичаите. Сгрешил.
Бидејќи луѓето треба да ги оставаат лошите обичаи заедно со лошите карактеристики. Човекот ако не го сака своето дете, кого друг ќе сака? Постои смртта, деца. Луѓето треба да си ја покажуваат љубовта. Мајка, татко кон децата, децата кон родителите, брат спрема брат, комшија спрема комшија. Немојте ова да го одложувате, бидејќи постои разделба. Најлесното и највредното нешто е човекот да пружи љубов и да го покаже тоа. Дедо ми рече дека и татковците може да плачат за децата. Така ли рече? Но кога плачеш ти, плачам и јас. Не плачи, моја убавица, или в тоа не можем да го поднесам. И ти не плачи. Добро, нема да плачам. Ако те наречам јас тато, ќе бидеш ли среќен? Ќе бидам секако, како да не бидам. Воопшто нема да плачеш? Воопшто нема да плачам. Татенце, ти уште еднаш немој да плачеш, важи? Важи, Киро, важи. Но ме вети, те молам, не плачи, тато. Зарем ова можно, бе? Ајде, ајде, бе, ајде, бе, Ајде, бе. ајде.